Здраво, драги мои, и добре дојдовте во новото YouTube видео. Денеска ќе зборувам за една многу важна тема, која мислам дека ќе ги постави темелите на сите други теми кои понатаму ќе ги зборуваме, но исто така ќе ви даде едно олеснување доколку сте збунети на темата позитивно размислување. Последните години посебно се става многу голем акцент на тоа дека треба да размислуваме позитивно. Многу научни докажувања дојдоа до израз што се случува со нашето тело доколку размислуваме позитивно, кои хормони се лачат во нашето тело, што се случува во нашиот мозок, како енергетски ние функционираме, па тука доаѓа до израз законот на привлекување, дека тоа што го мислиш го привлекуваш и така натаму. И многу луѓето стануваат збунати затоа што се случува животот, се случува секојдневие и не може да го одржат тој ритам на постојано да бидат позитивно, да размислуваат позитивно и се чувствуваат уморни и мислат дека негде грешат, дека некои методи не се за нив, дека не може да успеат да си го средат животот и да бидат позитивни. И тука се случува и еден парадокс каде што почнуваат да размислуваат дека се фаќаат себе дека размислуваат негативно, односно не може да се задржат во позитивна мисла и знаат дека таа мисла ќе привлече нешто негативно, како што пред некој ден го дискутиравме тоа со мојата клиентка со која работиме на тема хипохондрија, која знае која е моќта на умот и знае што мислата и емоцијата прават. А незината мисла е негативна, дека ќе се разболи, дека не знам каков симптом ќе има или каква болест, и тоа оди во поголем негативен круг на вина, на обвинување, на повторно дека не е доволно вредна, дека не може да успее и така натаму. Па сега сакам, доколку се наоѓате во таква ситуација, во таква состојба, да ви помогнам да се ослободите од таа емоција со тоа што ќе ви дадам друга перспектива, односно ќе ви кажам дека постои нешто што се нарекува оптимизам и нешто што се нарекува позитивно размислување. Која е разликата? Оптимизам е став кој го имаме дека во иднина ќе дојде до еден позитивен резултат. Не сега, во иднина. Што автоматски прави и сега да се чувствуваме подобро. Од друга страна, позитивно, агресивно размислување значи негирање на ситуацијата што имаме сега, заменување со позитивна мисла. И тоа често не функционира, може би функционира на краток рок, но на долг рок не, затоа што нашиот ум по автоматизам е научен да се грижи, да не спасува, да биде буден на негативните сценарија што може да ни се случат. И тоа му е природна состојба. Иако од друга страна природна состојба ние да сме весели, позитивни, сепак постои еден дел од нас, нашето его, кој не чува, не пази и има постојано задача да размислува што лошо може да се случи за да не заштити, да ги имаме сите сценарија предвидено. Сега, доколку постојано размислуваме позитивно и силено, и автоматски ја негираме ситуацијата каде што сме сега, на тој начин ние сме во конфликт сами со себе и тоа ќе не умори. Затоа е насловот на ова видео дека позитивното размислување уморува доколку нема подлога. Зошто размислуваме позитивно и доколку нема емоција која го поддржува тоа позитивно размислување. Зошто? Како е разликата помеѓу оптимиста и оној што размислува агресивно позитивно, значи што има намера само позитивно да размислува. Оптимистот, например, кога се работи за некоја негативна ситуација, кога се работи за некоја ситуација која, болест да наречиме, таа е баш таков пластичен пример, каде што поблиску ќе не доближи која е разликата помеѓу оптимиста и човек што мисли позитивно. Кога личноста добива диагноза, кажува оптимиста, кажува да, прифаќам дека во овај момент имам болест,
но верувам дека ќе биде подобро или ќе најдам решение и дека ќе се излечам. За разлика, позитивно, човекот што размислува позитивно, само позитивно, кажува, не, јас не сум болен, јас сум здрав. Ја негира реалноста. И тоа се коси со тоа што е вистина и длабоко во нас го чувствуваме. И затоа не уморува. Оптимистот ја прифаќа ситуацијата. И затоа постои онаа реченица, ако не се признае раната, болката нема да заврши. Значи, болката нема да престане, се уште ќе ја чувствуваме. Болката ќе престане кога ќе ја признаеме раната, кога ќе ја видиме раната. И затоа ја сметам хипнозата за една феноменална алатка која ни помага да го решиме тоа, да едноставно, видиме што е сега, го прифатиме, работиме на него и тоа ќе ни помогне да имаме уште поголем оптимизам и ќе ни даде повод да размислуваме позитивно. Оптимистичниот став е барање убавина во се. За разлика од позитивното мислење, е неподдржано позитивно размислување, кое е постојано само размислувам позитивно, со цел дека тоа позитивно размислување ќе ми донесе позитивни работи, но не можеме да ја излажиме вибрацијата, не можеме да излажиме емоцијата, не можеме да излажиме енергијата која имаме внатре во нас, која во суштина содржи и уверувања, и ставови, и длабоки окоренати концепти за некоја тема, размислувања. Не може, ако ние длабоко веруваме во нас дека не заслужуваме здравје и викаме јас сум здрав, а сме болни, тоа не може да дојде, да биде позитивно на долг рок. За разлика од тоа, кога ќе се прифатиме себе си и почнеме да размислуваме позитивно, и оптимистично што ќе се случи понатаму, кога превземаме чекори, кога бараме, например, кога се работи за болест, истражуваме, бараме алтернативни можности, бараме луѓе што се излечиле од таа болест, прашуваме повеќе мислења, веруваме во себе и така натаму. За разлика од само позитивното размислување, често луѓето размислуваат само позитивно затоа што површно навлегуваат во некоја тема, не навлегуваат длабоко и затоа кажуваат дека законот на привлекување не функционира, дека многу методи не функционираат, дека едноставно се враќаат на старо, се уморуваат. Но доколку дојде од само прифаќање, ова е мојот живот, ова е моето минато, ова е што ми се случува, ова денес е резултат на сето она што го имав, сите мои одлуки, сите мои уверувања, сите мои последици од искуства е денес ова што го живеам. И кога тоа ќе го прифатиме, тука се отвора една голема платформа каде што можеме да работиме на тоа, што сакам сега, каде сакам да одам, како ќе го постигнам тоа и тие сите позитивни мисли. Значи, оптимизмот, можам да кажам дека е интелигентна одлука. Одлука да се биде оптимизам кој се вежба, како и многу други техники кои ни помагаат да се чувствуваме добро, така и оптимизмот. Еден став кој го градиме со годините. Затоа, со ова видео исто така паралелно сакав да ве поканам во мојата група Свесно дружење на WhatsApp. Линкот можете под ова видео да го најдете, каде што можете да ми се приклучите. И од понеделник започнуваме 19. Започнуваме со еден предизвик каде што ќе вежбаме оптимизам. Во една недела ќе ви дадам неколку задачи кои ќе ви помогнат да го вежбате тој оптимизам, да го изградите внатре во себе, односно да се себе прифатите, да себе прифатите ситуацијата и никогаш повеќе да не патите од тоа дека сте виновни затоа што не размислувате позитивно. Кога нешто ќе се случи, тоа не значи дека треба одма да мислите, ево, ништо не се случи, се во ред, нема ништо. Не, се случи, го гледам, присутна сум и знам дека ќе биде подобро. Значи, ќе биде се во ред, значи ја прифаќам ситуацијата и ќе биде уште подобро.
Постојат многу техники како да ја извежбаме тој оптимизам. Една од тие техники е благодарноста, која многу ја подценуваат, но благодарноста е таа која го тренира нашиот фокус да видиме дека постојат многу добри работи во нашиот живот и дека можеме исто така многу добри работи да манифестираме, што значи автоматски ќе не води во позитивно размислување. Кога кажуваме благодарности, јас често им кажувам на моите клиенти, не е само да се заблагодаруваат, например, јас сум благодарна што сум здрава, него јас сум благодарна што сум здрава и тоа за мене значи љубов, тоа за мене значи леснотија, тоа за мене значи дека сум поддржана и така натаму. Кога ние ќе му дадеме значење на нашата благодарност, кога ќе дадеме значење, тогаш автоматски се зголемува таа емоција и таа позитивност внатре во нас. И да, дефинитивно, тоа што јас го научив на ретритот изминатата година на доктор Џо Диспенса, што се внатре во нас се случува кога размислуваме, но и се чувствуваме позитивно, кога веруваме во нас и во животот, кога сме во таа екстаза на љубов, кога сме оптимистични, кога веруваме, се случува цела една динамика се менува околу нас и во нашиот живот и доаѓаат ситуации кои се во синхроницитет, компатибилни со таа емоција. Но не она исилено, се чувствувам добро, се ќе биде добро, а внатре во тебе знаеш дека не е така, знаеш дека се лажиш во некој степен. Сакам да биде ова видео еден темел за тоа како понатаму да гледате на ситуациите и дефинитивно ви препорачувам да изаберете да бидете оптимистични, затоа што е многу поинтелигентна одлука него да бидете песимистични, но тој оптимизам да биде поддржан со прифаќање и да го тренирате, а не да се само казнувате дека сега во овој момент не сте оптимистични и доколку вие сте живееле така, сте го попримиле тоа од другите, сте задржиле подолг период од вашиот живот таков став, немојте да бидете строги према себе и веднаш преку ноќ да мислите дека ќе бидете оптимистични. Тоа се образци на мисли кои треба да ги напуштате и да создадете нови. И затоа напишав пред некој ден на стори колку е жалосно што ни треба голема дисциплина за да се чувствуваме позитивно, но дефинитивно е тоа така. Ако сме живеели во образци на песимизам, во образци дека животот не е добар, дека луѓето се лоши, така натаму, но сето тоа се менува и доколку го промениме тој ставот внатре, ќе почнеме да живееме таа реалност. Реалноста е флексибилна и таа се менува во однос на нашата енергија, како ние делуваме и како ние се чувствуваме. Те поканувам да дојдеш да бидеш дел од оваа група Свесно дружење која ја отворив во декември изминатата година со цел да правиме предизвик, односно Journal with Кристина 4, каде што пишувавме дневник, имавме предизвици и многу активности таму. Сега измеѓу ме има во оваа група, но сега сакам следниот понеделник да направиме предизвик за вежбање на оптимизам, а не лажен позитивизам, каде што ќе добиеш еден увид како директно и практично јас работам со моите клиенти, со пишувани вежби, но доколку ова сакаш да се продлабочи и да допреш до себе, те поканувам на индивидуална терапија со хипноза, каде што ќе го најдеме тоа зошто не сум оптимист, зошто сега не се прифаќам, што е тоа што ме кочи да размислувам позитивно и така натаму. Ќе има уште многу теми, ќе бидам активна како овде, така и на мојот подкаст или на мојот лайв, зависно како сум расположена во текот на денот. Ти ја препорачувам медитацијата што излезе вчера за конекција, односно средба со детето во нас, внатрешното дете, да ја послушаш, имаше прекрасни коментари. Таа е една трансформативна медитација која ти помага
исто така да допреш до некои делови од себе кои биле заборавени, а ќе ти помогнат да имаш внатрешна трансформација. И очекувам да ми оставиш коментар како ти се допадна и дали пробуди нешто во тебе. И се гледаме на некој друго видео. Чао!